Председател. Овој документ јас го поднесов за да разговараме, за да отвориме дебата во собранието со катастрофалната ситуација со амбиенталниот воздух во општина Кочани. Оваа иницијатива е поднесена на 7 ноември, а се наоѓа на дневна на седница повеќе од месец дена, од месец и 3 дена фактички. До сега го чекавме мислењето на влада, ако што сум информиран, уште нема мислење на влада и малку е симптоматично како може влада да даде колку за 20-30 можеби закони у текот на минатиот месец даде мислење, но не даде мислење за информацијата. Нормално целта е што повеќе роковите да се различат, но не се сепак. Информацијата се дојде на дневен ред и тоа е секако добро. Значи, на 28 октомври, викендот 27 и 28 октомври, се случи голем протест, тоест не протест, туку блокада на регионалниот пат кој што води кон депонијата во Кочани, значи тоа е кај село Бели, од поголем број на граѓани на општина Кочани. Зошто? Затоа што се случи тој викенд, фактички се случи палењето на депонијата кој што веќе трае 2 години. Јас реков кога имавме расправа за буџетот, пошто таму имав амандман, колегата Миле Левков од ВМРО да ме поправи 7 години, дека депонијата 7 години гори и тоа горење константно 7 години ескалираше тој викенд за да граѓаните се решат на блокада. Инаку имало протест во Кочанско и минатата година, но со политички заврзлами, игри, тој протест бил растурен. Овој пат тоа не успеа да го направат, затоа што јас бев таму на терен, значи луѓето беа сложни, у секој момент имаше и преку ноќта минимум 100 души, преку денот 500 луѓе, над 100 возила и луѓето дежураа буквално цела ноќ за да им се реши проблемот. Значи ние зборуваме тука за 7 години дека горела депонија, треба да се запрашаме зошто, инаку од тие 7 години, бар 3 години од 2021 горела и во владењето на ВМРО ДПМН, кое што сега владее исто и локално, а еве владе и централно, и сега целото бреме на решавање на овој проблем е фактички на нивни плеки. Зошто горела депонијата 7 години? Тоа е затоа што јавното предпријатие Водовод е во катастрофална состојба, инаку претходно од сегашниот, значи моментално градоначалник на Кочани е Љупчо Папазов, кој што претходно во 2 мандати го има раководено тоа предпријатие, значи тоа предпријатие во катастрофална состојба, кое што не може да го третира кочанското ѓубре и меѓу народот муабетот е дека службите намерно го палат за да спадне, значи да се направи простор за да може да се фрла ново ѓубре. Дополнително со одлука на владата на СДСМ на 19 јули 2021 година се донесува одлука со која што општините Чешиново, Облешово, Зрновци и Виница ги затвараат нивните локални депонии и сега целото ѓубре ќе го фрлаат во Кочани. Тоа од прилика значи дека плюс, бидејќи се помали општини, значи плюс 25% зголемување на дотурот на ѓубре на Кочанската депонија и затоа во последните 2 години, иако и претходно депонијата горела и кочанчани имале проблеми со ѓубрето и со загаденоста на воздухот, од 19 јули, значи од пред 2,5 години, ескалира ситуацијата енормно и сега се случува таа блокада за да се амортизира народниот гнев. Се носи машинерија од Бехтел и Јенка, која што го свртува фактички ѓубрето, копа, го закопува и слично. И тука иде им иде у прилог времето, затоа што тога кога почна протестот времето беше посуво, потоа доваѓаат дождови и сега имаме ситуација кај што поголем дел од ѓубрето е среден фактички со машинеријата од Бехтел и Јенка и плюс е влажно времето, значи сега не може ни да се запали депонијата. Сега со самото тоа што мораше да се донесе машинерија од страна покажува колку е несоодветно, значи јавното предпријатие Водовод да го третира ѓубрето. Народот имаше 4 барања и тоа едно е од повикување на одлуката на влада,
таа одлука кај што 4 општини фрлаат ѓубре во Кочани, те инсистираат само кочанското ѓубре да се фрла во Кочани, понатаму бараат ограда, бараат целата депонија да се огради, ние зборуваме тука за 4 хектари депонија, бараат целата депонија да има камери, значи да се убаво да се гледа кој што прави на депонијата за да не дојде до злоупотреби ново палење, и бараат да има и радарска служба, тоест да има чувари кои што ќе чуваат депонијата. Одлуката не е отповикана, иако се работи за одлука на СДСМ, значи сега ВМРО ДПМН, што да држи централната власт, може комотно да ја отповика одлука. Таа одлука не е отповикана. Некоја 20-30 метри радиреда ограда е изградена, испоставени се само 2 камери, што е смешно на 4 хектари депонија, и имаме некоја, ајде да кажеме, некоја радарска служба, 2-3 чувари кои што се вработени во јавното предпријатие Водовод се менуваат. Значи нешто е помрднато, иако повеќе ради реда за да се смири народниот гнев. Сега дополнително под силен притисок на жителите на Кочани, на 13 ноември се случува седница на Советот, која што едногласно изгласано. Значи имаме одлука на Совет, која што сега иде контра одлуката на влада, и која што со таа одлука на Совет се фрла само, тоест донесена одлука да се фрла само кочанското ѓубре на кочанската депонија. Сега, кој е коренот тука на проблемот? Коренот на проблемот е проектот за регионална фабрика за преработка на отпад, која што треба да се гради кај селото Мечкоевци во Свети Николско. Значи, тоа е проект негде од проект на ЕУ, инаку, проект негде од 2016, кај што треба целото ѓубре од 18 општини, значи ние треба да затвориме 18 општински депонии, заедно со сите диви депонии, кои што се и лјадници, и тој проект кошта 35 милиони евра, треба да се фрла ѓубрето, значи на едно место од отприлика 320.000 население. Значи ние имаме добиено, тоест немаме добиено проценет е проектот на 35 милиони евра. Сега, за да се видат условите како тој проект би можел да биде изведен, советниците од општина Кочани имаат заминато во Пуцонци, Словенија. Сега тоа е место кое што е збратимено со Свети Николе, од Кочани, значи од Свети Николе. И сега, пазете, таму има сличен проект, исто од ЕУ, зборуваме за 2 пати помала регионална депонија во Пуцонци, Словенија, 57 милиона евра чинела, за разлика од 35 милиона евра нашата, значи зборуваме скоро за дупло повеќе пари. И сега внимавајте на кој начин е изведен проектот, и тоа збориме за 2,5 пати помало депонија, зборуваме за време пред инфлаторниот бран, кој што го зафати цел свет, што значи сега не само што 35 милиона евра не се доволни, и 57 милиона евра не се доволни, што значи јасно е дека тука нешто не штима со проектот. На кој начин е изведен проектот во Пуцонци, Словенија? Значи, прво се почнало со примарна селекција на отпад, тоа е со 3 или 4 канти се почнува со примарната селекција на отпад кај населението, без да се почне воопшто градењето на регионалната депонија или регионалната фабрика за преработка на отпад. Откако после 5 години е разработен целиот процес, кај што се селектира ѓубрето на органско ѓубре, на хартија, на стакло и на пластика, дури после 5 години почнува да се гради депонијата. 2 години значи ја тестираат од која е изградена депонијата со помал капацитет, значи со 20-30%, значи веќе створиле навика кај населението за примарна селекција на ѓубре. Тој процес траел 5 години. Понатаму 2 години ја тестираат на 30%, да видат како ќе иде тоа, како ќе работи депонијата, и понатаму за 10 години, значи од која е почна целиот проект, проработела со 70%. Значи повторно не со 100%. Дури година, 2-3 после тоа конечно доаѓа таа депонија или таа фабрика за преработка на отпад да проработи со 100%. И сега, и покрај сите највисоки стандарди кои што се употребени фактички, испочитувани кога се правела оваа фабрика за регионален отпад во Словенија, и покрај тоа има огромна еколошка штета до регионалните села, и ден денес
Словенија како држава плаќа оштета на локалното население. И значи сега ние тука прашуваме како ние без да почнеме регионална, значи без да почнеме регионално со примарна селекција на отпад, ние ја форсираме оваа регионална депонија кај Свети Николе, меѓу другото затоа што Министерството за животна средина веќе пушти тендер за депонијата, затоа што се одземани ингеренциите на општина Свети Николе, исто од времето на СДСМ и исто одлука која што ВМРО ДПМН не може да ја отповика, ама не сака. И сега, пазете, таму се рамни, се спрема регионалната депонија во Наводници, вие немате примерна селекција, вие имате 3-4 пати помалку пари него што ви треба, вие немате патот, значи пробишти Свети Николе е тесен, таму поминува исто и земјоделска механизација, на кој начин ќе се носи ѓубрето, внимавајте, ѓубрето ќе треба се носи, например, од Куманово, од најголемата општина во државата, со 100.000 жители, и од Крива Поланка. Како ќе се носи ѓубрето во Свети Николе, кога и патот кој што иде кон депонијата, едно е тесен и второ поминува низ центарот на Свети Николе. И ние без да имаме примерна селекција, значи тоа ќе се меша ѓубрето, фактички ѓубрето, посебно органското ѓубре ќе ни истече по патот додека да стигнеме до депонијата. Што значи ние не градиме во оваа ситуација регионална депонија или регионална фабрика за преработка на отпад, ние градиме ѓубриште, регионално ѓубриште. Затоа што нема добар достап до регионалната депонија, можеме да бидеме сигурни дека и дивите депонии нема да се затворат, значи народот ќе продолжи да фрла по дивите депонии. Значи ние немаме доволно пари, немаме примерна селекција, немаме патишта, немаме пристап како што треба до новата депонија, до новата наводно депонија. Дивите депонии се сомневам дека ќе ги затвориме и што правиме? Го рамниме моментално теренот и отвараме тендер. Зошто? За да ја пренесеме хаваријата од Кочани, сега ќе ја пренесеме хаваријата во Свети Николе. Значи ние нема да изградиме ништо, освен едно огромно ѓубриште, што го покажува максималниот цинизам на власта. Предпоставувам тука е чисти број на гласови, подобро да се изгубат гласовите Свети Николе, кој што е неколку пати помал општина, него во Кочани, и ние со тоа само не го решаваме проблемот, туку само го префрламе од една во друга општина. Значи што мора да се направи? Прво и основно треба да се обезбедат средства кои што ја ги бара во амандман за Кочанската депонија, да се огради како што треба, да се стават камери и да има радарска служба. Второ, да се отповикаат двете одлуки од времето на СДСМ, кој што сега ВМРО ДПМН може да ги отповика, ама не сака. И понатаму треба да се поништи целиот проект за регионална депонија во Свети Николе, да се почне од почеток со многу повеќе средства, дел од Европа, дел од Република Македонија, да се почне да по примерот со Словенија првично со примерна селекција и дури потоа да дојдеме до регионална депонија по сите светски стандарди. Вака, се додека трае влажното време, привремено е решен проблемот во Кочани, кој ќе стане времето потопло од посуво, повторно таму ќе букнат пожари, а ние всушност сега работиме да го уништиме Свети Николе како општина и да го направиме едно големо ѓубриште. Ви благодарам.